Кога насилството ќе ескалира, родителите сами бараат чаре да се ги заштитат децата. Таков е случајот со Скопското училиште Димитар Миладинов, каде во септември се отпишани 15 деца затоа што дел од нивните соученици биле насилни. Инспекторатот го посетил училиштето, но состојбата во класот со месеци не била подобрена. Сега таму нема ниту едно девојче. Директорката по телефон кусо не изјави дека ги превзела сите мерки. Ова се инсерти превземени од YouTube и се реални инциденти, некои од Македонија, некои од соседството. Но има и полоши тепачки, напади, омаловажувања во основните и средните училишта. Примерите се запрепастувачки. Еден од најбруталните е силување. Во дворна градинка во една скопска населба постар малолетник силувал помлада малолетничка. Случајот е пријавен во детската амбасада Меѓаши. Не постапуваат соодветно по протокол училиштето да веднаш интервенираат со медицинска екипа, форензичар да се утврди што се случило, да се стави детето на рехабилитација во првите 48 часа. По неколку дена дојавуваат на мајката. Мајката не знае како да постапи, затоа што не секој родител во такви моменти е спремен и подготвен да постапат, а училишно-психолошката и воспитно-образовна структура не го третира детето да пријави веднаш во полиција. Дури после 4 дена се пријавува во полиција за да се утврди дали имало сексуална злоупотреба над постар малолетник над тоа дете. Во меѓувреме, детето е било изложено на подсмев, бидејќи во училиштето знаеле за силувањето. Родителите ја замолиле детската амбасада да се вклучи во процесот. Дури бевме и во полиска станица кај малолетничките инспектори со една замолница да го процесираат процесот побрзо, да не трае многу долго, затоа што секој одложување за детето значи дополнителна траума. Насилувањето му претходило психичко и физичко малтретирање, но никој како да не забележал. Имало континуирано малтретирање од постар малолетник на помлад и тоа се случувало во континуитет и за жал не било препознато, превенирано на време, се случило најлошото што можело да му се случи на детето. Ова е брутален случај кој сега е на суд. Никој во училиштето не забележал дека има жртва и напаѓач. За жал, токму малолетниците во основните училишта честопати се препуштени сами на себе. Постојат примери кои не се однесуваат на цело училиште, туку на поедини оделенија. Таков е примерот со основното училиште Димитар Миладинов, каде во едно оделение постои континуирано насилство меѓу учениците. Во овој клас во септември се отпишале 15 деца. Сега класот има само 15, а меѓу нив ниту едно девојче. Родителите кои сакаат да останат анонимни, доколку пријавија инциденти кои се и психички и физички насилни. Неколку момчиња од оделението се обиделе да скршат рака на едно девојче, ставајќи ја под вратата, која силно ја треснале. За среќа таа успеала да ја тргне, па само ја шинала. Истите момчиња се качувале, па преку зидот од женското веце ги гледале девојчињата додека се во тоалет. Со мобилен телефон снимале додека се обидувале да симулираат секс кај едно од децата врсници. Тепање, напади, недисциплина на час. Ова се само дел од инцидентите кои предизвикале родителите масовно да ги отпишат своите деца од класот. Претходно пријавиле до наставниците и директорката, но превземањето на мерките траело долго. Ја прашавме директорката на училиштето Маја Ангелова зошто дозволила ова да се случи. Не сакајќи да коментира пред камерата на Код, таа само кусо одговори дека ги превземала сите мерки и дека бил повикан инспекторатот. Но во одговорот за Код инспекторатот наведува дека тие постапиле по анонимна дојава од родители. Ве известуваме дека од страна на Државен просветен инспекторат извршен инспекциски надзор по анонимна пријава од родители. Од надзорот е констатирано дека дисциплината во училницата е нарушена, кое допринесува со потешкоти да се реализира наставата. Од страна на ДПИ, согласно своите надлежности, е укажано училиштето да организира активности за јакнење на училишната клима и подобрување на меѓучовечките односи. Родителите за Код велат дека состојбата не е многу сменета. Трите деца кои шират насилство и понатаму го прават истото. Наставниците не ги посочуваат јавно престапниците, а нивните родители не реагираат. Родителите потпишале и петиција, барајќи да се сменат состојбите во класот, но ништо не помогнало.
Марија Ралева, детски психијатар, вели дека за насилството кај децата придонесува целата состојба во општеството, но и негрижата на школото и родителите. Се помалку родителите имаат време да проведуваат со своите деца во директен контакт. Се помалку имаат време да разговараат со нив. Има неколку истражувања кои се правени колку децата проведуваат време со своите родители во слушање и разговарање. Тој период се смалува драстично за сметка на другите посредни комуникацијски технологии. Според Драги Змијанец од Меѓаши, наставниците се сконцентрирани на образование, а не и на воспитување на децата. Оно што се случува и сигналите кои децата ги даваат, а пројавуваат некакви сигнали, многу малку се посветува внимание на нив. Отсуствува активен мобилен социјален работник кој ќе ја утврдува состојбата со децата во семејството и дисфункционални семејства во ризик. Независно од економската благосостојба, секаде се случува насилство и злоупотреба, за да може психолозите и педагозите превентивно да работат со тоа дете. Од почетокот на оваа учебна година до инспекторатот во основните и средните училишта се поднесени 10 иницијативи, од кои 9 од физички лица за кои 2 се основани и од страна на инспекторатот дадени се соодветни прекршочни платни налози, а за 7 е констатирано дека се неосновани. Еден од одговорно лице, директор, каде постапката од страна на инспекторатот е во тек, односно по спроведени сите законски мерки од училиштето, државен просветен инспектор е задолжен да врши инспекцијски надзор. Истражувањата кои се занимавале со насилство во училиштата покажале дека Македонија е земја каде има зголемено насилство меѓу децата. Во 2013 Академијата за млади истражувачи нотира дека децата најмалку безбедно се чувствуваат во автобус или на автобуска станица. Шокира и податокот дека учениците со себе носат и пиштол или нож. Едни стануваат агресори, односно насилници, други стануваат жртви, затоа што се повлечени, затоа што се деца кои што, да речеме, учат, затоа што имаат други вредности, затоа што не се вклучуваат во вакви заеднички деструктивни организирања и биваат напаѓани постојано. Последиците се опасни, трајни, далекосежни и мислам дека децата доколку немаат кому да му се доверат и нема доволно разбирање, може да го трансформираат или да бидат насилници или пак да се повлечат во себе, да се инхибираат и да не можат да пројават проактивен однос кон себе и кон околината за да бидат конструктивни во решавање на проблеми со кои ќе се соочуваат во иднина. Ако на пребарувачот Google впишете на кирилица тепачки во училиштата, постојат многу немили наслови. Последната тепачка во дворот на средно училиште заврши со 3 повредени. Инцидентите секогаш не се пријавени и ретко завршуваат во медиумите. Насилството може да се пријави од страна на ученици, студенти, родители, совет на родители, вработени во воспитно-образовна установа и од други граѓани, велат од Министерството за образование. Но најчесто децата жртви се уплашени и молчат. Доколку пак пријават родителите, тогаш чекаат од наставниците и директорите нешто да превземат, а тие пак од инспекторатот. И така додека се помине целиот круг, поминува време. Потоа следува советување со родителите, децата, педагозите. Во меѓувреме, децата се поделени во 2 групи: насилници, кои понатаму доминираат по мок, и жртви, кои доминираат по број. Многу често, првите се заштитени, бидејќи се нечии деца, а вторите се оставени да издржат и тие, и нивните родители во битката да се справат со мокните. Овде е крајот на емисијата Код. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Се гледаме идната недела во исто време.